Благодарам, почитуван председателе, почитувани министри, заменици министри, почитувани колеги пратеници. Имам да поставам две пратенички прашања. Првото мое прашање е упатено до Министерството за транспорт и врски и на него ќе побарам да добијам писмен одговор. Второто мое прашање е упатено до Владата на Република Македонија. Имено, првото прашање се однесува на општина Конче, регионот кој што јас го покривам, бидејќи сум пратеник од општина Радовиш, меѓутоа општина Конче нема свој пратеник и јас ја застапувам и таа општина. Се однесува на регионалниот пат Р602, кој што ги поврзува населените места во општина Конче, кој што преку село Долни Липовик се поврзува со село Рич во општина Струмица и завршува со приклучок на магистралниот пат Струмица-Валандово. До населеното место Долни Липовик во должина од 7 километри патот е асфалтиран, а оттаму до населеното место Рич во должина од 9 километри патот е земјен. Патот за Рич всушност е постоечка траса, пробиен и тампониран од општината Конче и по него се движат возила, меѓутоа од обилните врнежи истиот целосно е оштетен и не може понатаму да се употребува. На асфалтираниот дел од патот каде што поминуваат речни дотоци 4-5, не е решено одведувањето на водите. Премините преку тие речни сливови, патот каде што поминува речните сливови, се направени само каскади, а нема направено цевасти пропусти. При обилни врнежи од надојдените води доаѓа до прекин на тој патен правец. Имено, во моментот кога водите се уште течат, населението е откинато, не можат да поминуваат ниту возила, ниту граѓаните да се движат пеш. А тоа е единствен пат за комуникација на граѓаните, друг алтернативен пат таму не постои. Во тој случај, граѓаните се откинати да не можат да стигнат до своите работни места, учениците да не можат да стигнат на училиште, земјоделците да не можат со својата земјоделска механизација да се движат до обработливите површини. Потребно е на тој патен правец, на самите речни сливови, да се вградат цевасти, односно плочасти пропусти, за да може водата слободно да протекува и при врнежи да нема препреки, да можат граѓаните, патот да не се прекинува, граѓаните слободно да се движат. Асфалтирањето на патот од населеното место Долни Липовик до населеното место Рич не е офатено со програмата на владата, меѓутоа е од големо значење за овој регион, бидејќи ја скратува комуникацијата на жителите од општина Конче со соседните општини Струмица и Валандово. Моето прашање гласи: дали Министерството за транспорт и врски ќе превземе мерки за рехабилитација на овие пропусти, на овие речни сливови, да се вградат цевасти пропусти, и дали во блиска иднина ќе се изнајдат можности да граѓаните очекуваат асфалтно да се спои патот село Долни Липовик до село Рич. Како што напоменав, прашањето го барам во писмена форма да ми се одговори. Второто мое прашање е упатено до Владата на Република Македонија, а се однесува на гасификацијата на државата. Еден од капиталните проекти во програмата на владата е и изградбата на националниот гасовод во Република Македонија. Неодамна во кумановското село Клечовце започна изградбата на магистралниот гасовод на делницата Клечовце, блок станица 5 кај Штип, кој што е дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Република Македонија. Оваа делница е прва за изградба, затоа што ќе овозможи
понатамошно продир и ширење на целата гасоводна мрежа низ државата. Следните делници кои што се планирани да се градат се и делниците од Штип до Кавадарци преку Прилеп, Битола и Охрид, како и делницата од Штип до Радовиш, општината од каде што јас доаѓам, до Струмица, од Струмица еден крак продолжува до Гевгелија, а еден крак продолжува до Ново село. Изградбата на гасоводот е од големо значење за Република Македонија. Ке се овозможи гасот да биде достапен насекаде низ државата и за граѓаните и за компаниите. Она што долги години се зборуваше, она што многумина го ветуваа, еве денес почнува да станува и реалност. Со изградбата на гасоводот, Република Македонија добива многукратен бенефит, но најважно е што придобивката што ќе ја добијат граѓаните, што ќе ја имаат, но и придобивката што ќе ја имаат компаниите од гасоводот. Можноста да се користи газ во домаќинствата ќе значи помали сметки за струја, но и помали сметки за грејење. Имено, например, еден стан од 80 метри квадратни, кој што се грее на парно, според некои проценки, ќе има намалување на трошоците за 24%, или пак ако се грее на струја, ќе има заштеда од 35%. Но исто така, со ова ќе се намали и сечењето на шумите во Република Македонија. Ветувањето дадено во владината програма станува реалност, почнува да се реализира, а крајната цел е гасификација на целата држава. Со реализацијата на овој проект, всушност се отвара нова ера во енергетскиот сектор во Република Македонија, кој што ќе го подобри и квалитетот на живење на секој наш граѓанин. Успешното завршување на националниот гасовод ќе игра многу значајна улога во натамошното социјално и економско унапредување на Република Македонија и решавање на еколошките и други проблеми на граѓаните. Моето прашање е: кога е предвидено овој проект да заврши во целост? Благодарам. Благодарам. Пратеничката Нада Ципушева, после две прашања, првото до министерот за транспорт и врски одговор се добиете од заменикот министр. Повелете. Благодарам, почитувам председатели, бидејќи пратеничката побара писмен одговор, дополнително ќе и одговориме во писмена форма. Благодарам. Поднос на првото прашање, одговор се добиете на писмено. Второто прашање е упатено до владата на Република Македонија, одговор се добиете исто така на писмено.